Ману индивидуално оспорени договори со Грција и Бугарија или македонизмот како возобновен балкански национализам. Ние ќе исчезнеме. Што подразбираме под македонизам? Значи, јас тврдам дека тоа се овие две работи. Прво, дека македонскиот јазик, идентитет и така, има просторен и временски, милениумски континуитет. Дали во Ману е на повидок поделба на две еднонационални академии? Не верувам јас тоа не го гледам тоа. Ќе видиме како ќе биде во септември. Јас барам само институционална култура, институционално однесување на било кој поединец во Ману, кога се работи за вакви фундаментални и круцијални однесувања и ставови. Во Република Северна Македонија не живеат само македонци? Да, ама за другите не е проблем. Ние ќе влеземе како не македонци. Навреди, критики или примитивизам? Википедија промени на профилите на председателот и премиерот. Тоа е обичен говор, народен говор, секојдневен говор, може би е, но тој говор може да си го користат пред кооперација со пиво. Воек на лето да немаш вода. Дефектите не настануваат затоа што имаме нестручен кадар, туку дефектите настануваат затоа што имаме застарена водоводна мрежа. Штип е најголемиот потрошувач на вода во Источна Македонија. Оваа филтер станица зад мене чинеше околу 6 милиони евра. Пред 55 години е формирана Македонската академија на науки и уметности и во август 1967 се избрани првите 14 академици, начело со Блаже Коневски, кодификаторот на македонската азбука и јазик. Во неколку клучни фази од современиот развој на македонската држава, Ману несрекно состави капитална македонска енциклопедија. Академиците и со своите лични ставови и јавни настапи предизвикува жестоки бранување во политичката, културолошка и општествена јавност. Капиталните недоразбирања беа околу идејата за територијално разграничување на македонците и албанците. Таа линија на неприродна физичка и професионална демаркација, како повторно да се исцртува со иницијативата за две академии, на албанците и македонците. Во периодот на затвореност, сега во Ману членуваат 6 афирмирани професори, писатели, албанци од Македонија и светот. Од 11 до сегашни председатели, 8 се од општествените факултети, 3 се од природните науки. Моје задоволство, мој соговорник во политичко-општествениот магазин вечерва е председателот на Македонската академија на науки и уметности, академик Јупчо Коцарев. Председателе Коцарев, ја бранувате македонската јавност со низа на ваши лични становишта, колумни кои ги објавувате во Нова Македонија и од време на време во Дојче Веле. Има ли раздор во Македонската академија и дали ги застапувате вашите исклучиво лични ставови или ги споделуваат вашите размислувања и дел од раководството на академијата? Па раздор мора да има, мислам, се разбира дека дел од моите ставови не се прифатени од другите академици, меѓутоа тоа е добро, во тоа не гледам дека е нешто лошо. Тоа се мои лични ставови и јас ќе продолжам, бранејќи ги по мене македонизмот и македонските ставови по врска со тоа. Во последната колумна изразувате загриженост во делот на договорот, Преспанскиот договор, договорот со Бугарија, сугерирате да биде поништен, што е легитимно право до некаде и човек да е евроскептик. Но што би било алтернативата? Значи, во Македонија е демократско општество, ние внатре можеме да бираме во однос на партиите, како различни опции имаме. Меѓутоа, во однос на надвор, многу често се зборува, се користи синтагмата единствена алтернатива. Во однос на надвор, ние не сме демократско општество, немаме алтернатива. Така да зборот единствена алтернатива мене не ми се допаѓа. Да, јас се слагам, мислам дека Европската унија е нашата најдобра и најпосакувана алтернатива, меѓутоа не е единствена. Имате многу други. Мислам, Европска економска заедница, движењето на неврзаните, Отворен Балкан,
иницијативата Појас и пат, БРИКС, еве сега Турција која што е во НАТО аплицира за БРИКС, така да има многу други алтернативи, не мора да биде Европската унија, наша единствена алтернатива. Стравувате од исчезнување на македонците, но велите Македонија ќе влезе половично во Европската унија со ваше предвидување 2084 година. Се уште не сме ги почнале преговорите, иако многу мина изјавија дека преговорите се почнати, всушност тоа не е вистина. Дури од кога ќе почнат преговорите, тогаш треба да се отвора, да почнат да се отвараат сите поглавја. Има 35. Сега, за да се намали бројот, тие ги викаат кластери. Има 6 кластери, меѓутоа во суштина тоа се поглавјата. Ако ја гледаме што се случува во Црна Гора, последните 10 години, од 35 привремено се отворени. Привремено. Значи, тоа е француската методологија за пристапување во Европска унија. Се отворени 3. Што значи тоа? Тоа значи дека дури кога ќе се затвори седмото, може повторно да се отвори првото затворено привремено. Дури од кога сите ќе се затворат, дури од кога ќе се потпише договорот за пристапување, треба тој договор да се ратификува во секое собрание од сите членки. И повторно тоа може да се врати назад. Дали владата манипулира Па да, со тоа е формулацијата дека тоа е сме ги точно. почнале преговорите? Тоа е точно. Тоа баш е точно. Значи јас, ако сакате, ќе ви прочитам како стои точно протоколот, во протоколот делот. Оти мислејќи дека тоа прашање ми го поставите. Еве го, во протоколот јасно пишува, и сега цитирам, следната меѓувладина конференција за комплетирање на фазата на отварање на преговорите за членство ќе се одржи откако. Со други зборови, комплетирање на фазата на отварање. Значи, се уште сме во фаза на отварање. Се уште не се отворени преговорите. Значи, допрва ќе се отворат. Дел од критичарите ќе ви забележат дека шиите национал-патриотска хистерија. Не ни треба преспанскиот договор и договорот со Бугарија. Се на штета на националните интереси. Па не се слагам. Значи, јас имам, она што јас цело време го зборувам, само една работа, поврзана со македонизмот. Што подразбираме под македонизам? Значи, јас тврдам дека тоа се овие две работи. Прво, дека македонскиот јазик, идентитет и така, му има просторен и временски, милениумски континуитет. И второ, дека македонскиот национален субстрат кој сочинуваат македонците кои што живеат во Македонија, во соседството, значи тука и во Грција и во Бугарија, но и во цел свет. Тие две карактеристики на македонизмот се неделиви. И било која спогодба, договор во кој што е негира барем еден од тие два, е всушност на штета на македонизмот. Тоа е мојот став, ако е тоа погрешен став. Како би можел да исчезне македонскиот јазик, услови кога е меѓународно признат во Обединетите нации? Тоа е друго прашање. Значи, основниот проблем е следен. Како се третира, во различите договори, значи договорот, спогодбата, протоколот и тата натаму, како го земат во предвид терминот нација. Што за различните странки кои што влегуваат во договорот, што подразбираме под нација. За Грција и Бугарија важи митот за континуитетот од антика до денес. Тоа е, нешто што е веќе застапено, ненаучно се прифаќа. За нас, меѓутоа, имаме конструктивистичкиот пристап, модерен, постмодерен. Членот 7, ставот 2 од законот, од Преспанската спогодба, јасно прави разлика меѓу термините Македонија и македонците, просторна разлика. Каде се применува. Меѓутоа, за грците, тука стои уште еден дел, тој важи од антика до денес. Тука е проблемот, кај нас тој дел го нема. Ако важи од антика до денес, тогаш
сите словени што живееле на територијата на денешна Грција не се македонци. Што се ако не се македонци? Сите, значи ако не, тие сите не зборуваат македонски јазик, оти терминот Македонија, македонски јазик и така натаму, со преспа е резервиран само за Грција, во делот на Грција. Во делот на денешна Грција, тој термин и во Обединените нации тоа е резервиран само за меѓународна употреба само за Грција. Ако словените живеат тамо, ве прашувам, и ако ние сме подпишале договор дека тоа не се македонци, што е тоа? Што се тие? Тамо е роден Мисирков, тамо е роден Гоце Делчев. Академик Коцарев, време е за промени. Јас ќе направам се, прво како интелектуалец, а потоа и како член на МАНУ. Интелектуалците да бидат предводници на промените. А кон тоа, во рамките на своите надлежности, да даде свој придонес и највисоката научно-истражувачка и уметничка институција како столб на државноста, што впрочем и се очекува од оваа куќа. Кого повикувате? Од кого барате промени? Зарем е се така црно во државата? Искрено мислам да. Мислам дека политичарите во изминатите 4-5 години многу не манипулираа. Значи, од изјави, мислам, просто е неверојатно. Не само извршна и законодавната, туку и судската власт. Секаде ние гледаме ерозија на моралните вредности. И тоа е најстрашното мене. Јас од тоа сум загрижен. Затоа мислам дека навистина е тоа така, дека се е толку црно. На какви промени ја алудирате? За тоа треба многу подетално се зборува. Мислам дека во ваква емисија јас не би можел да го кажам. Ја повторно ќе кажам, онаго што го цело време го повторувам, ние треба да застанеме, ја како мислам, според моје мислење, повторно, во одбрана на македонизмот. Ако македонизмот подразбира, ако по тоа сите сме согласни, дека македонскиот, за научни факти, дека македонскиот јазик има просторен и милениумски континент и дека македонците живеат не само во Македонија, туку и надвор во соседните држави. Тогаш, кој е проблемот? А за фактот, можеме да зборуваме за фактите дека македонскиот јазик е. И тука е повторно има голема разлика меѓу повторно игра на политичарите. Кога ќе речат јас сум македонец и зборувам македонски јазик, они мислат на литературен македонски јазик. Значи, државата се релативно млади институции формирани од крајот на 18 век, например, во споредба со Римската империја која што постои 1000 години. Самата држава, односно држава нација, е мешавина на нација, нека балансирана мешавина на нација, што и тоа да значи, група на луѓе со некакви карактеристики, и држава, правен систем, политички систем кој што овозможува суверенитет на определено подрачје. Јазик, кога зборуваме за јазик, тоа представува просторно-временски јазичен континуум. Ние не можеме да зборуваме за нешто што е само дел во некои просторни рамки. Нациите, уште еднаш и државите, се формираат во точно определен момент и имаат суверенитет врз точно определена парче земја. Јазикот тоа го нема. Литературниот јазик македонски, односно сите литературни јазици, се творби кои што се конструирани творби, поврзани со нацијата, со државата. И тие се важат за една, значи кога станува збор, кога зборуваме за јазик, треба да зборуваме да правиме разлика помеѓу литературен јазик и да правиме разлика македонски, бугарски, било каков, и да правиме разлика помеѓу тој диалектички континуум, јазичен, просторон, временски. Академик Коцарев и вашата колешка академик Ќулавкова денува излезе со помалку индикативен предлог за научно национално раздвојување со идеја за формирање на трета
академија. Фрлената ракавица ја прифати академик Абдулменав Беџети. Дали во академијата се реафирмираат одредени стари ставови на еден ваш претходник, поранешен председател за етничко разграничување? Не сум прочитал интервјуто на академик Ѓувлавкова и не сум запознаен толку со мислењето на академик Беџети, така да нема да коментирам на ова прашање. Рековте постои раздор во МАНУ. Кој го создава раздорот? Тоа не е раздор, тоа се различни мислења и тоа е природно да академиците да имаат различни мислења. Дали го делите мислењето со академик Катица Ѓувлавкова дека со францускиот предлог и со договорот со Бугарија се извршува велепредавство? Пак ќе кажам, значи велепредавство може да направат само македонските политичари. Само внатре, ние можеме да направиме. Академик Беџети, испровоциран од формирањето на Трета академија, вели, со ЗОР не се обстојува заедно. Наместо да имаме научна продуктивност, ние ја губиме творечката енергија преку културни, етнички и политички фрагментации. Каква академија води денес председателот на Македонската академија на науки и уметности, академик Љупчо Коцарев? Јас во моментот имам 3 проекти, раководам со 3 проекти. Едниот финансиран од Министерството за здравство на Америка, другиот финансиран од фондацијата Германска научна фондација и третиот финансиран од Европска унија проект Хоризонт 2020. Таму вработувам десетина луѓе кои што не се на платен список на буџетот. Ја мислам дека работам наука. Другите мои општествени ангажмани се поврзани исклучиво со тоа да го одбранам македонизмот. Наука, че јас мислам дека не знам за другите академици, ама еве јас можам да се пофалам дека во моментот имам 3 проекти и дека вработувам 10 луѓе кои што наместо да заминат во странство се во Македонија и работат со мене наука. Дали во МАНУ е на повидок поделба на 2 еднонационални академии? Не верувам јас тоа не го гледам тоа. Ќе видиме како ќе биде во септември. Поштовани речи, следите интервју со председателот од Македонската академија на науки и уметности, академик Љупчо Коцарев. Договорот со Бугарија, како и Преспанскиот договор, за МАНУ остана енигма. Вашиот претходник, академик Таки Фити, имаше, колку што се сеќавам, средби со тогашната влада кратки, за да се запознае со Преспанскиот договор. Вие велите дека во однос на договорот со Бугарија во ниту еден момент не сте биле консултирани, не сте биле запознаени или немате на увид што е се договорено со Бугарија. Како тоа од братски народи со Бугарија? Сега станавме, можеби, главни непријатели. Тоа треба веројатно да ги прашате нив, не нас, бугарите, не нас. Мислам, они тврдат дека не постои македонскиот јазик. Они тврдат дека нема, дека сме ја украли историјата. Мислам, ова сега што ви го кажам, го прочитав или може да се најде во книга која што е напишана од бугарски лингвист. Например, забелешките што ги има бугарската наука, бугарските лингвисти во однос на македонскиот јазик, еве ги дел од некои нив, ќе се обидам да ги сумирам. Првата забелешка е дека зборувам за литературниот македонски јазик, дека е тоа политичка творба. Меѓутоа тоа важи, ова го пишува бугарскиот лингвист и за бугарскиот јазик. Различен е само политичкиот контекст. За бугарскиот јазик тоа било распаѓањето на Отоманската империја, за македонскиот јазик тоа е за крајот на Втората светска војна. Сите литературни јазици се конструкции. И тука е втората забелешка, дека или неколку, дека македонскиот јазик го кодифицирал еден човек. Тоа исто така не држи, бидејќи има многу јазици кои што се кодифицирани од еден човек. Современиот турски, не знам, естонски, норвешки и така натаму.
Мислам, тоа е во ред, не е забелешка. Од друга страна, самиот Блаже тврди, значи, кога зборуваме за историја на македонскиот јазик, не за историја на литературниот македонски, туку за македонскиот јазик, тој има 9 периоди, дека 8-миот период всушност направена првата кодификација од Мисирков, која што, за жал, заради тоа што не постоела нација, држава, тоа не била званична, дури Блаже ја направил Конески во 44-45 година. Третата забелешка дека јазиците се многу блиски. Па имам уште поблиски јазици, кои што многу поблиски од македонскиот и бугарскиот, кои што чии што легитимитет никој не ги оспорува. Значи, ако во тоа кај што има јужнословенско, значи тоа континуум на јужнословенски временски просторни, од кај што излегле и бугарскиот, и македонскиот, и српскиот, и така натаму, и така натаму. Српскиот, хрватскиот, босанскиот, црногорскиот, се сите базирани врз штокарскиот мегадијалект. Бугарскиот и македонскиот се базирани врз говорите на различни подречја. Лингвистички тие се многу поразлични од српскиот, хрватскиот и така натаму. Тоа го пишува бугарски лингвист. Тоа го знаат сите македонски лингвисти. Тоа го знаат сите дел од бугарските лингвисти. Политичарите тоа не сакаат да го примат. Нашите не го примаат тоа. Во тоа е проблемот. Нашите исто така се поведуваат по, да речеме, по политиката на бугарските политичари. Пред нешто повеќе од 5 години Мано и Бан се обидоа да внесат некаков нов дух на пријателство и изближување и продлабочување на соработката меѓу двете академии. Пред 2 години Бугарската академија со своевидна антимакедонска платформа, на што потоа следуваше и одговорот Ман. Каде се разединивте со вашите бугарски колеги? Пак ќе кажем, они нас не признаваат. Они нас не го признаваат македонскиот јазик. Значи, академик Коцарев, говорите постојано дека бугарите не ни го признаваат македонскиот јазик. Меѓутоа, има безброј на научни дела преведени и на македонски и на бугарски. Така е. Што е тогаш тука спорно? Не е спорно. Мене не ме интересира мислењето на Бугарија. Јас се плашам од нашите политичари, од нивната манипулација. Не е никакво спорно. Јас немам никаков... Значи, сите мои текстови не се насочени против Бугарија. Се насочени за помош на нашите политичари. Односно, јас се плашам дека тие повторно ќе не изманипулираат за да влеземе во Европска унија. Против никогаш не сум напишал против ниеден сосед. Не се сомневате во однос на искреност и добронамерноста на Бугарија, но не им верувате на домашните политички елити. Значи, не коментирам ништо за нашите соседи. Јас не им верувам на нашите политички елити. Тоа е мојот став. Неодамна ви излезе вашата нова книга за македонските работи. Речи си имавме како обид ваш за некаков континуитет, говориме, ако се навратиме за македонските работи. Така. Значи, мојата книга и моето дело не може да се споредат со монументалното дело на Крстен Мисирков, Петков Мисирков. Јас само со насловот се обидов 2 работи, да кажем. Првата работа дека не сме народ без корен и да се обидам да спречам демакедонизацијата на Македонија, која што всушност и се случува. И втората работа мене ме обврзува творештото на академик Блаже Коневски, првиот председател. Тоа што он го направил, јас би сакал да го продолжам. Меѓутоа, не ме обврзува само неговото творештво, ме обврзува и днината на нашите поколенија. Јас на вистина сум загрижен дека ако ги прифатиме и ако ги спроведеме, ако го спроведеме договорот од Бугарија, мислам договорот за добрососедство со Бугарија, односно протоколот сега, дека ние ќе исчезнеме. Во парламентот е изгласана декларација за македонските црвени линии со Бугарија. Претходно, на почетоците од 90-тите,
е изгласано од сите партии Така е. дека стратешки интерес за земјата е членство во НАТО и Европската унија. Вие заговарате теза дека не мора по секоја цена Европска унија. Не, Европска унија има само како македонци, тоа е мојата теза. Инаку, мислам, ја не би се сложил да бидам дел од Академик Коцарев, во Република Северна Македонија не живеат само македонци. Да, ама за другите не е проблем. Ние ќе влеземе како не македонци. Следите интервју со председателот на Македонската академија на науки и уметности, академик Љупчо Коцарев. Академик Коцарев, при крајот од разговорот малце околу економско-социјалните предизвици. За многумина ова е тешка година, ни следува уште потежок период на економски, социјален план. Прво имавме здравствена криза, енергетска криза. Перманентно се задолжуваме. Гледате излез од моменталната безизлезност? Ќе биде многу тешко сега, мислам. Значи бројките се застрашувачки. Од 1993 до 2021 година просечно годишниот раст на БДП, на бруто домашниот, изнесува 1,7. И тоа е премалку за да се стигне јазот до просекот на Европска унија. Од друга страна, јавниот долг порасна од 23% во 2008 година до 54,9% во март 2022 година. Таквиот пораст не предизвика, не имплицираше економски раст и развој, соодветно. Нам ни треба многу повеќе економска реформа на која што ќе застанат и академијата, и коморите, и универзитетите, и која што ќе биде поддржана, која што нема да биде политичка, мислам, која ќе биде аполитичка, меѓутоа економска реформа. Каков е вашиот став во однос на уставните промени? Па не сум правник, тоа не би го коментирал, меѓутоа јас она што сакам да го кажам е дека... Еве да бидам подиректен, дали бугарите кои живеат во Македонија треба да бидат дел од преамбулата на уставот? Значи, според последниот попис има 3000 бугари. Ако ние тоа го дозволиме, значи, полека ќе... Тогаш зашто бугарите не дозволат македонците бидат дел од нивниот устав? Зашто тоа не го правиме со реципроцитет? Мислам, зошто сега? Мислам, толку ли е тоа? Мислам, зашто со уцена? Зашто тоа е предуслов за да се почне договори? Кога они можат, кога сакаат, повторно да вратат и да ги спречат сите. Има поглавја, сите поглавја, секојаш може да се да не враќаат назад. Дури, пак ќе кажам, значи, бугарите ги почна преговорите во 2000 година. Го подпиша договор од 2005 и стана членка 2007. 2 години требаше да се. На агендата на европјаните, проширувањето е потпуно заборавено. Вашето име се споменува како можен председателски кандидат. Далеко е тоа, мислам дека не би сакал никогаш да бидам председател. Повеќе би сакал оваа функција што сега ја имам. Сам некако председател кај нас не може 2 мандати да си има и тоа е добро, тоа го поддржувам. Едноставно да бидам критички расположен и критички настроен спрема тоа што го работи председателот, владата, министрите и така натаму. Мислам дека е тоа многу поважно и многу повеќе треба отколку да нема критика на работата на... Мислам, јас себе си се гледам баш како така, човек кој што критички се обидува она што го правиме за доброто за Македонија, за државата Македонија. Не само за македонците, туку баш за сите граѓани. И тоа е моје мислење. Ја никогаш не се обидам да нападнам, никогаш не сум излегал со тврдење против некој академик, да речеме, или било како, или некакво мислење, тоа не ме интересира едноставно. Така да тоа, мислам дека не би прифатил да бидам председател на држава. Академик Коцарев, ви благодарам за издвоеното време. Ми беше задоволство што
сте мој соговорник во последното издание на Трилинг за оваа сезона. Благодарам на поканата. Поштовани гледачи, тоа беше академик Љупчо Коцарев, председател на Македонската академија на науки и уметности. Следете не. Без посебен повод и причина на академик Јулавкова и пречат академиците албанци. Македонистот нуди посебна академија за албанците. Академик Абдулменов Беџети ја прифати фрлената ракавица. Дами Ману влегува во сценарио за дестабилизација на државата. Не е прв пат председателот Љупчо Коцарев и на јавни собири на Ману да соопштува лични погледи и идеи. По есенската сесија и настапот на председателот Коцарев, академик Беџети со став во Трилинг. Видите, да, ја реагирав за тој документ и денеска го имам истиот став, дека не треба да ги преплетуваме и тие различити димензии и аспекти. Имаме ние пред тоа, 3-4 недели пред тоа едно премеморија, и да речеме една изјаснување јасно како институција на која стануваше Ману во делот на зачувување на идентитет, на јазик и сите други компоненти во тој дел, така да сите тоа го поддржавме. Јас бев малку да не речам иритиран, меѓутоа изненаден, непријатно, прво некој документ кој се нарекува манифест. Што е манифест? Значи, знаеме сите што представува манифест. Направен повторно на нешто што беше претходно потврдено. Направен во едно здружение на неприродни многу коалиции. Типот на Ману, Македонска православна црква, МПЦ и само еден универзитет, УКИМ. Кој е ова здружение? Представуваат ли овие сите граѓани на државата? Представуваат ова општество сите? Без разлика што може би ова е чисто етничко македонско прашање, но ова е државничко прашање, истовремено. И јас ја чувствувам од држава исто равноправно моја колку и вие горан. Така да не можете вие да ме исклучувате. Сега не се работи за ваш идентитет, па нема вас да ве прашаме. Не, ова е заедничка држава. Ако се залагаме сите, треба сите да се залагаме и мислам дека во овој дел македонската етничка заедница треба да биде само критична малку во однос на тоа колку огромно разбирање и позиција, да кажам, покажа другата заедница во државата. Потполно разбирање, што никогаш не било вајс верса. И да не влегувам сега во анализи, но тоа што највише беше од моја страна критикувано, дека тоа беше самоволна иницијатива и самоволно изјаснување на председател на Ману. Председател на Ману има органи во Ману. Тој ја представува институцијата. Тоа не беше личен негов став. Тој поставуваше подпис под насловот Ману. И колку засака да го оправда тоа, дека е тоа лично негово мислење. Јас денеска изражувам лични мои мислења, замисли, нели? Судови во однос на општествено политички текови. Овие се мои лични. Ама ако ми пишува некаде стейтмент, некоја резолуција, некоја изјава, дека институцијата ми ја треба да потпишам, и тоа не е лично. Тоа е институционално представување, затоа што по статут и по закон е должен да праша органите на Ману. А органи на Ману се основен орган, собрание на Ману. За такви документи, кои што се круцијални, фундаментални, се праша фундаментот на таа институција. А фундаментот е собрание на Ману, кај што членуваат сите членови на Македонската академија на науки и уметности. Потоа има органи други, има секции, има оделенја, има секретари на оделенја. Потоа има председателство на Ману. Потоа има извршен одбор на Ману. Па доаѓа извршен секретар и председател. Значи, Ману е структурирана организација. Тоа не е НГО, не е ловачко друштво. Па како ќе ви текне вие да се однесувате? Тоа е врвна научна институција во државата, која на државата и кошта доста. Општо имате на ставот дека председателот на 2 милиони евра државата плаќа на таа институција
секоја година. И ние имаме должност да се однесуваме така институционално, но тоа зборува за институционалниот капацитет, институционалната култура на поединецот кој е начело на МАНО. До председателот на МАНО вашето барање за оставка? Не, јас не барав оставка. Туку јас барав расправа во собрание на МАНО. Не барав оставка јас. Да Некаде по медиумите... Да, преку медиумите јасен бев. Еве и денеска го повторувам истото. Значи и тогаш и сега истото го покажувам. Јас барам само институционална култура, институционално однесување на било кој поединец во МАНО кога се работи за вакви фундаментални и круцијални однесувања и ставови. Личен став, секој може да, никој не може никому да му забрани. Понајмалку да има и сосема различито мислење. Не мора ние да се согласуваме исто во мислењата, јас се разликувам од председателот. Ја го ценам него. Неколку пати имам изјаснето колку него го ценам како научник. Тоа е една работа, ова е друга работа. Председател на МАНО не е преди се научник. Тој е представник на таа институција. Ја застапува институцијата. Тој ме застапува и мене, и сите тие 40 академици што се таму. Следите Трилинг, а во продолжение ви предлагам на порталот trilling.mk да го прочитате интервјуто со извршниот директор на иницијативата за европска стабилност Гералд Кнаус, кој се осврнува на темата француски предлог и одлуката на Брисел да се даде зелено светло за почеток на преговори со Северна Македонија и Албанија. Дали историските прашања се конечно надминати или можно е повторно да се најдат како дел од европското мени. Читајте го trilling.mk. Нивото на комуникација меѓу политичките елити во земјава од ден во ден станува се поалармантен. Особено тоа е проблем кога за националните прашања има големи разлики. Вулгарноста, говорот на омраза. Нема никаква елементарна култура на комуникација. Во издание на Трилинг, мој соговорник е политикологот Сонја Стојадиновиќ. Добре дојдете во емисијата и на почеток, оно што ми остави впечаток во една од вашите последни колумни објавени во Республика, вие велите нивото на јавна кореспонденција е толку ниско што се помалку се оние кои осудуваат насилство, насилен и вулгарен говор, а се повеќе се оние кои тоа го поддржуваат како израз на снага, доминација, напати на машкост. Да, ви благодарам на поканата. Секогаш во јавноста, кога се теми на разговор, кога е од поголем интерес, национален интерес и нешто што е почувствително кај нашите граѓани, да знаат да се вжефти комуникацијата, но она што го гледаме веќе ги преминува сите нивоа на вулгарност и на фактички поточно и на толеранција на нешто што можеме да го гледаме во јавната сфера, бидејќи кога имаме приватна комуникација, ние можеме да комуницираме со било каков вокабулар, но тоа што го гледаме во јавноста, на наши политички представници, на политички представници кои ние сме ги изгласале или не сме ги изгласале, без разлика на нашата политичка провиненција, но што е најважно што се финансирани и се платени од нашите пари од данокот, таквото ниво на толеранција не може, на комуникација не може да се толерира и трагедијата е тоа што во јавноста се поддржува, затоа што тоа што нас не представува политичката сфера, за жал и тоа што ние сме го изгласале. Јас вината ја гледам и за толеранцијата од страната на јавната сфера, што наместо да осудува, поддржува таков тип, на низок тип на јавна комуникација, вината ја гледам во јавноста што го толерира тоа и навива за тоа, но и вината ја гледам кај политичарите што нас ни даваат такви кандидати на изборите и нас ни даваат такви пратеници политичари кои не представуваат во политичката сфера. Кој го форсира ова ниско ниво на комуникација, до степен на вулгарност, ширење на говор на омраза? Тоа го форсираат и политичките партии, прво и основно, мислејќи дека на некој начин се приближуваат на народот, као дека тоа е обичен говор, народен говор, секојдневен говор, може би е, но тој говор може да се користат пред кооперација со пиво. Не ми се чини дека од осамостојањето па се до денеска секој нареден состав парламентарен
и станува се пониско нивото на комуникација и размена на мислење. Всушност нема ни мислење, туку има меѓусебни обвинувања до степен на оцрнување на политичкиот противник. Да, тоа е трагедијата, што квалитетот на дебатата и квалитетот на политичките представници оди сте понадолу и понадолу со секој нов мандат и со секој нови избори, зборувам и за парламентарни и за локални, со секој нов сет на политичари, и тоа е тоа што јас пак ќе кажам, тоа ни се нуди, а ние треба веќе да го одбиеме. Стојадиновиќ, вие и во еден период пишувавте и колумни поврзани околу интеграцијата на земјата во НАТО и Европската Унија. Францускиот предлог ги подигна тензиите во политичките кулуари, меѓутоа и нивото на, односно начинот на кој граѓаните го добија она што беше презентирано од властите во однос на францускиот предлог, се чини дека не ги задоволни или всушност се почувствува како на некој начин изманипулирани. Не се искрени. Не се искрени како што и квалитетот на дебатата ретерираше од 1991 наваму, така и самиот политички план и идеја на политичките партии не би ги нарекла елити, затоа што елита е ниво кое не постои политичка партија, ниту политичар во Македонија, ниту бизнисмен кој го има достигнато, така што елита е збор за нив премногу голем. Не се искрени затоа што тоа што ни се случи со францускиот предлог беше фрлена хартија на маса која веќе е подпишана. Истото се случи со Преспанскиот договор, затоа што ако се сеќавате многу убаво и што беше многу трагично за нашата влада и за македонската јавност, Преспанскиот договор прв истиот ден кога се подпиша не го објави македонската влада во изворна форма, туку го објави на интернет грчкиот весник Катемерини, кој единствено пишува на англиски. Значи, ние бевме принудени, кои сакавме да го прочитаме во истиот момент кога е подпишан, да прочитаме договор кој ја дефинира нашата иднина, јас го прочитав од странски извор. Тоа покажува колку македонските политичари од сите политички партии се искрени кон своите гласачи и своите државјани. Тоа се случи со Преспанскиот договор, тоа се случува и сега. А самото криење и самото давање на лимитирани информации, процедени информации низ некое сито, покажува дава основа за големи сомнежи дека се работи за нешто што не е во интерес на македонските држави. Сосема беше очигледно или известно дека францускиот предлог ќе помине во собранието, се донесе одлука за старт на преговорите со Европската Унија, но она што останува како главно прашање, како би се спровеле тие уставни промени на кои инсистира Бугарија? Во последните 15 години, можеби малку помалку, за жал македонскиот устав личи на алваџиски тефтер. Затоа што сите сакаат да го отворат, сите сакаат да го сменат, сите сакаат да стават нешто во него. Иако правниците кажуваат дека уставот не треба да биде Библија, но нашиот устав отиде нешто во сосема спротивно, кој го отвара кој како сака и става кој како сака, и тотално тој извор на право по кое македонската држава треба да функционира, го изгуби својот компас и го изгуби својата функција. Тоа што како би одело во правец на ако се отвори уставот и да се стават бугарите како малцинство, што правиме ние со македонското малцинство во Бугарија? Што правиме ние со македонското малцинство во Грција? Ако тие два договора, Преспанскиот и овој сега, и договорот за добрососедство, ги смирија страстите помеѓу Македонија, Бугарија и Грција, ние се откажаме од нашите малцинства во двете држави, посебно во Бугарија, каде што е многу поголемо неголи во Грција, и ние не побаравме никаде реципроцитет. Грчката држава влезе во Европска унија 1981 година, каде правото на малцинство не беше толку длабоко регулирано како што е сега. И никој на Грција не рече што правите вие со македонското и со турското малцинство во своите рамки.
Во Македонија, во Бугарија го имате Омелинден Пирин кој има толку многу пресуди во Страсбург за основање на своја партија, за свое политичко функционирање и за заштита на правата на македонците. И никој тие пресуди не ги зема предвид ниту Македонија, ниту Бугарија. Значи, ние сакаме да имаме нормален добрососедски однос. Каде е реципроцитетот? На крајот од разговорот бевте дел од солидарност, дел од шарената револуција. Колку слоганот "Нема правда, нема мир" ги исполни очекувањата на обичните граѓани, или веќе е излишно да се говори за "Нема правда, нема мир" и за она за што вие генерално како солидарност тогаш се залагавте за социјална правда? Нема правда, нема мир е слоган кој ќе се извикува и го извикуваше и дедо ми пред Втората светска војна, кога бил член на Комунистичката партија и за време на војната додека бил партизан. И секаде се извикува, и не се извикува само тогаш, и во цел свет се извикува, каде што вие имате висок процент на сиромаштија и голем јас помеѓу богатите и сиромашните. И тој слоган "Нема правда, нема мир" не е излишен, туку се уште веќе имаме, ние уште повеќе причина да го извикуваме, тоа што ни се ветуваше за време на протестите и за тоа што се боревме ние пред некој да ни ги, тоест социјалдемократите да ни ги украдат протестите, како граѓани кога излеговме да се бориме за својата слобода, кога излеговме да се бориме за правдата на убиените, за луѓето кои настрадаа од тој режим, од 2006 до 2016 на ВМРО ДПМН, ние се уште мораме да се бориме и за социјална правда, и за слобода, која не чувствувам дека ја имам и не чувствувам за која дека се изборивме. И се додека имаме гладни, се додека имаме питачи, се додека имаме луѓе кои масовно ја напуштаат државата и не размислуваат да го учат македонскиот јазик, зборувам за македонците, и велат млади, јас ќе живеам во странство, мене не ми треба јазик, или имаме мал процент на студенти кои се запишале на катедрата за македонистика. Ние треба да го не само да го извикуваме тој слоган, туку и да го практикуваме. Затоа што правдата и мирот одат заедно. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам на поканата. Почитани гледачи, тоа беше Сонја Стојадиновиќ, политиколог и поранешен член од Солидарност. Воек на лето да немаш вода. Таква е состојбата во Штип. Штипјани и натаму се сеќаваат на црните денови, кога со цистерна се носеше вода. 80% од градот и цела индустријска зона немаат вода поради дефект на главната водоводна линија. Голем дел од Штип и денес е без вода. Нов дефект на главната линија ги пресуши чешмите. Цистерни со вода за пиење од попладнево се низ штипските населби, но населението се дели и флаширана вода, откако синоќа повторно на главната водоводна линија се случи дефект. Ова се честите вести кои доаѓаат од Штип, особено во летниот период. Горлив проблем кој се провлекува повеќе од 15 години. Сите политички партии и локални политичари кога се во опозиција се многу гласни за овој проблем. До денешен ден локалната самоуправа нема слух за обезбедување на чиста вода за пиење и жителите се оставени самостојно да наоѓаат импровизирани и опасни решенија. Зарем сериозна локална власт може да си дозволи град од 50.000 жители да го снабдува само со 2 цистерни за вода, на одредени селектирани пунктови по само половина час. Денес, кога градоначалникот Иван Јорданов е на позиција, вели дека проблемот всушност е навистина сложен. Може би како опозиција субјективно сум ги гледал работите без да навлезам во суштината и во проблематиката со која што се соочува Штип како град, затоа што ова е суштински проблем кој што ќе рефлектира финансиски средства, финансиски издатоци за целосно решавање. Цел Штип е сведок на тоа дека прекиница премногу често појава во водоснабдувањето на нашиот град, а зашто тоа е така, сигурно најдобриот одговор може да го дадат во јавното предпријатие и СР. Како советник и јас и повеќе советници од нашата советничка група го поставија тоа прашање и директорот имаше еден одговор дека мислам во период од 3 месеци порано имало некаде околу 130-140 прекини, а сега има преку 350 прекини на водата.
Не знам, тоа може да биде и од објективни, може и од субјективни причини. Според локалните власти, проблемот со водоснабдувањето е дотрајаната водоводна мрежа. Некои делови од градот имаат водоводна мрежа која датира од пред 50 години. Нашата мрежа, ево извадив податок е 11,5 км или 8% од мрежата е поцинкована. Поцинковани цевки. 42,5 км или 34% од мрежата се азбесно-цементни цевки кои што веќе не се ни произведуваат, тие се од некое минато време. Полиетиленски цевки имаме 39% и ПВЦ 19%. Значи линијата е толку стара што некои примерни и секундарни мрежи се и над 50 години стари. Дефектите не настануваат затоа што имаме нестручен кадар, туку дефектите настануваат затоа што имаме застарена водоводна мрежа. Штип е најголемиот потрошувач на вода во Источна Македонија. Оваа филтер станица зад мене чинеше околу 6 милиони евра. Хидросистемот Злетовица околу 100 милиони евра. Овие огромни инвестиции требаше да го решат проблемот со водоснабдувањето на неколку општини во Источна Македонија. Меѓутоа проблемите се уште ги има. За нивно решавање се бараат нови инвестиции. Станува збор за средства во висина од 3,5 милиони евра, од овие практично 3 проекти, од самопридонесот, од ТАФТ и од Министерство за животна средина, кои што се сосема доволни да Штип во наредните 3-4 години ја промени водоводната мрежа и во најголем дел го реши проблемот со водоснабдувањето. Проблемите со вода доправа доаѓаат. Политичарите ветуваат решавање, но во исто време сите предпријатија во државата работат со огромни финансиски проблеми. Овие проблеми можат дополнително да направат рестрикции на вода во многу градови низ Македонија или значително покачување на цената на водата. После струјата и енергенсите можеме да очекуваме нагорни корекции на цената на водата во државата. Штип не е изолиран од другите општини, односно јавното предпријатие ИСАР од Штип не е изолирана од оваа енергетска финансиска криза, директно не погодува, не засега и директно ни го осложнува процесот на промена на водоводната мрежа. Доколку ние би имале средства кои што не би ги префрлале на Министерство за финансии за враќање на стар долг и доколку не се зголемени трошоците по основ на нафта, на енергенси, на електрична енергија, истите тие средства во висина од 5-6 милиони денари на месечно ниво би ги инвестирале во промена на водоводната мрежа. Во координација сум со останатите директори, често имаме средби на Сдруженијето Атком, кој што е еден чадор организација на сите јавни предпријатија. Буквално 99% од јавните предпријатија се засегнати со финансиска ситуација, со покачувањето на енергенсите и материјалите за работа. Повеќето од нив веќе поднесува и до регулатор на барање за да им се направи ревизија на цената на водата, бидејќи едноставно кубурат сите од месец за месец и се доведува во прашање нивното секојдневно действување, односно сервисирањето на обврските. Ставањето на проблемите под тепих доведе до тоа повеќе да не може да се игнорираат. Празните славини создаваат револт и бараат итни решенија. Сметам дека има човечки фактор, доколку се намали потрошувачката на вода, нормално дека ќе се намалат и дефектите. Ние имаме опција да го намалиме, да ја намалиме количината на вода која што излегува од филтер станицата, но по високите зони во градот да немаат доволно количина на вода или пак да имаат слаб притисок. Или втората опција е да сите делови од градот имаат вода, да имаат доволен притисок, но зголемената количина на вода создава дефекти кај застарената водоводна мрежа. И дефинитивно, доколку сакаме суштински темелно да го решаваме проблемот, е замена на застарената водоводна мрежа, а не и рестрикции. Штип живее со овој проблем подолго време, може би и со децени. Знаете, веројатно си го слушнали и вие како новинари, главното прашање и главниот одговор на тоа прашање зошто на Штип му се случува во најприсудните моменти, во летните денови да снемува толку често и толку многу вода и секојаш одговорот бил во неговата застарена водоводна мрежа. Во меѓувреме секоја власт која ќе дојде да го води овој наш убав град, ќе се пофри со тоа дека
реконструирала, обновила 5 км, 3 км, 2 км водоводна мрежа, но проблемот останува нерешлив. Кога ќе се луѓето соочат со празните славини, ќе видат дека тоа баш и не е така како што се говори. Дел од граѓаните во Македонија пијат вода од азбестно-цементни цевки, кои се со дискутабилен квалитет по здравието на луѓето. Често се бара и често се ветува промена на овие стари и дотраени системи, но досега проблемот остана на ветување. Го следите последното издание на ТВ магазинот Трилинг за оваа сезона. Во изминативе речиси 6 месеци во политичко-општествениот магазин гостуваа стотина соговорници од различен профил. Министри, академици, универзитетски професори, амбасадори. Остануваме во дослух со нашите гледачи. Во меѓувреме читајте не на triling.mk. Довидување до средината на септември.